Децата да играат и спортуваат, наместо да седат пред компјутери. Креативните игри, читањето и пишувањето одамна се веќе заменети со таблети и смартфони. Граѓаните сметаат дека постојаното користење на IT технологијата ги затупува децата. Родителите треба да водат грижа да ги усмеруваат, да не ги остават по цел ден, да. Мене голема керката, она избегава колку што може, знае, свесна е дека нема корист од тоа многу. Така ако има работа на него. Во виртуелниот свет многу лесно може да се манипулира, посебно со децата. Сведоци сме на лажни профили кои лесно можат да ви го загорчат животот. Позади тој лажен профил може да се крие педофил или хакер, кој со само една порака може да ви ги собере личните податоци, а истовремено да ви ја олесни и сметката во банка. Големо внимание треба да се обрати на пораките од типот добитник сте на награда или патување, објаснуваат експертите. Се користи во тој момент систем на собирање на лични податоци. Во тој случај има шанси некоја машина во светот да ги собере вашите лични податоци, ако личните податоци се поврзани и во самиот компјутер, дури може да се активира софтвер кој што може да ги собере податоците и од самиот компјутер. Ако на самиот компјутер има инсталирано од клучевите што се денес користат за електронски подпис, дури и тие податоци може да ги собере и тогаш безбедноста на самиот човек е компрометирана. Минатата година телевизија Ирис ја објави аферата со банкарските сметки, кога од Сејшелските острови хакери успеа да влезат во системот на една македонска банка. За среќа сметката на неколкумината штипјани биле празни, па хакерите не успеа да извлечат ниту денар.